Добро утро за Ангел Димитров, шеф на работодавачите, да речем, во Македонија и собственик на модната конфекција Мода од Свети Николе. Еве, во овие корона услови, од Zoom и јас стигнав во сферата на дигиталното време и на овој начин ќе контактираме со Ангел Димитров. Добро утро, Димитров. Добро утро, ме слушате? Да, одлично ве слушам, а и да ви кажам право, не изгледате воопшто лошо со оглед на условите на комуникација кои во овие услови се изведуваат. Димитров, директно сакам да ја прашам, работи мода? Да, работи. Работи нормално. Во овој момент сме без поголеми проблеми со коронавирусот. Има еден или двајца луѓе само по заразени, така да после оние проблеми што ги имавме тамо во почетокот на јуни, сега е состојбата стабилна. Добро. Штом работите? Тоа значи дека немате прекин во релациите со странските партнери и како добавувачи и како односно продавачи на вашата роба? Па да, ние имавме среќа, бидејќи оној основниот наш артикал што беше машка кошула претрпе голем пат на странските пазари, особено онаа што е службената кошула, но имавме среќа, почнеме да работиме женски блузи за една голема германска компанија, така да до крајот на годината сме обезбедени со работа. Тоа значи дека се адаптирате на економските и на финансиските околности и на светскиот пазар. Па ние, работодавачите и бизнисмените, мора да се прилагодуваме. За жал, дел од конфекциите не успеа да се прилагодат, така да во овие денови и месеците што следат, голем дел од нашите текстилни компании ќе имаат проблеми со пополнување на своите капацитети. 80% од македонската конфекција, без оглед дали е во македонскиот Манчестер, Штип или во тој делот од источна Македонија, е зависна од пласманот на стоките на странските пазари и од лон обработките. Со оглед на фактот дека куповната моќ на потрошувачите на запад, што е нормално во овие услови, на овој начин се намалува. Дури има јасни индикации дека почнуваат стагнантни процеси во делот потрошувачките. Како вие ги проценувате шансите да се одржи македонската текстилна индустрија и во овие неповолни услови? Па јас би рекол дека нашата текстилна индустрија, а особено производството на облека, која зазема 92% од вкупното текстилно производство во Македонија, има еден слободен пат што трае со години, така да ние од 2010 година наваму паѓаме со просек од 3 до 5% во однос на бројот на вработени во однос на производството. Извозот паѓа со помали стапки затоа што уградуваме дел од наши помошни материјали во производите што ги произведуваме. Но се разбира дека ковид кризата и овде негативно влијаеше на многу сектори, па замислете влијаеше дури и на оние што произведуваат облека за болниците во Германија, затоа што престана и таму сите операции, сите хируршки амбуланти се затворија, сите се осврна на ковид кризата, на инфективните оделенија, така да скоро да не постои сектор или бранша која не претрпи вакви последици. Текстилната индустрија исто така претрпи такви последици. Ова што се случува сега, октомври, ноември, декември, е резултат на фактот што оваа стока за сезона пролет-лето, што ја правевме ние за април-мај, која беше блокирана цела Европа, која имаше политички часови, остана во магазините, така да ние многу малку произведуваме за сезоната пролет-лето 2021, затоа што и самите организатори на тоа производство, така да речам, самите светски брендови се плашат што ќе се случи и на пролет, бидејќи оваа роба и остана во магазините, како што реков. Остана кај вас или остана кај нив во магазини? Не, остана кај нив, бидејќи робата беше веќе на почетокот на март во дуќаните во големите трговски центри, со почетокот на кризата во април, целата роба се врати во магазините и сега таа роба се чудат што да прават. Дали таа ќе може да се продава за пролет-лето 2021 или да произведуваат нова, а треба сега да произведуваме таа стока,
е големо прашање, тие само надополнуваат некои артикли, така да проблемот што го имаат нашите комитенти на запад се пренесе и кај нас, со одложување на рокови на плаќање, со дисконтинуитет во работењето, така да ги зголемува оние проблеми што ги имавме ние со недостиг на работници и така натаму што се присутни, како што кажа, 10 години уназад. Ангел Димитров, собственик на конфекцијата Мода од Свети Николе. Директор, не сум собственик, директор сум. Директор сте, добро. Кажете ми, со оглед на фактот дека сте на одреден начин фронтмен на конфекционерите во јавноста, дали се точни информациите дека во овој момент има два процеси во текстилните фабрики во Македонија? Првата е поради коронавирусот, а и поради недостиг на работа, да се отпуштаат работниците на привремена работа, на привремен одмор. А втората дека расте бројот на невработените кои се движи меѓу 10 и 12 илјади души само за последниве 4-5 месеци. Па не, ова 10-12 илјади не се однесува на вработени само во текстилна индустрија. Значи околу 14 илјади е вкупниот број на напуштени работници или они што ги изгубиле работните места од почетокот од средината на март па до сега, како резултат на ковид кризата. Во текстилната индустрија се случуваат процеси, значи на еден начин губење на идејата, желбата да се инвестира во нови машини, во автомати заради недостигот на работници, бидејќи оваа индустрија има многу лош имидж кај младите луѓе, многу ретко млади луѓе се одлучуваат да се запишат на средни текстилни училишта или пак својата иднина да гледаат во работењето на нашите конфекции. Се разбира, заради пониските плати во однос на другите бранши, особено конкуренцијата што имавме нелојална од технолошките индустријски развојни зони, кои беа 10 години ослободени од даноци и придониси. Така да малку број на вакви компании се одлучуваат да инвестираат во развој и мислат дека, да речеме, после 10-15 години нивниот бизнис ќе расте. И јас би рекол дека тоа е нормално и се случи, како што се случи во Западна Европа, се случи во Полска, во Чешка, во другите социјалистички држави кои влегува во Европа порано од нас. И тоа е нормален процес, бидејќи текстилната индустрија не може да ги прати платите на другите бранши. Но ние не смееме да дозволиме тој процес да биде брз, бидејќи ќе се случи, пред малку ја гледа вашата емисија, проблемот со жените во руралните подрачја, ќе се случи огромен број на такви жени со над 40-50 години, кои не може да се преквалификуваат за друга работа, да останат социјални случаи. Значи, тој процес на промена на структурата на стопанството, кој сите го посекуваме, и јас го посакувам, иако работам во текстилна индустрија, овие трудно интензивни дејности да се заменат со профитабилни дејности кои ќе дават повисоки плати, мора да биде континуиран, постепен, за да не ни се случи голем социјален крах во нашата држава. Текстилот со ова експанзија на ковидот е во деликатна ситуација поради тоа што е трудоинтензивна дејност и вработува многу луѓе. Меѓутоа има една визуелна перцепција дека значаен дел од заразените се резултат на несоодветните услови на транспортот, особено на работната сила од руралните места, на недоволна проветреност на халите и тамошните услови за работа. Сега ве прашувам, дали предприемачите во овие услови се чувствува на одреден начин помалку егоистични и не излегува од рамништето на сопствениот профит и интерес, па да побараат барем помалку или повеќе покомфорни услови за транспорт, по нормални услови за работа? Јас би рекол дека случувањата што се случи во текстилот не се многу поразлични од случувањата и во другите сектори. Вие знаете што се случи со отварање на ресторантите, држање на дистанца, ограничен број ноќни клубови и така натаму. И на крај крајшта секој од нас као граѓанин различно се однесува на препораките на нашата здравствена комисија и на уредбите што беа донесени од владата. И сите ние имаме и поединечна одговорност, а не само као компании. Бидејќи мојата производна хала е целата излепена со препораки за носење на маска. Има во секој оддел
за дезинфекција на раце. Имаме специјални канти за марамчињата за бришење на нос. Значи, се она што препораќите го прават и се она што се предвидува со законите е применето. Но не можеш вие ако ги пуштите на пауза работниците тие 15 минути и да ги задржите дека ќе држат дистанција од 1,5 метар, ако тие не сакаат. Тие ќе седнат една до друга и ќе си прават муабет. Значи, личната одговорност исто така треба да биде кај сите. Ние бевме под огромен притисок уште во крајот на март, кога да речеме во нашиот град немаше ни еден заразен, под социјалните медиуми веднаш да се затвори, дека тоа е страшна работа, што ќе се случи, а немаше ни еден заразен. Потоа некако сите као цела држава, као сите граѓани се опуштивме и не се случи она што ни се случи, раст на вирусот после 10 јуни. И тоа беше секаде, не беше само во конфекциите. Димитров, се разбере дека конфекциите поради многу луѓе на едно место се поголем ризик, но да? Не ми одговорите на прашањето. Можевте ли вие, како менаџери, да обезбедите покултивирани услови за транспорт на работници, да се покажува дека е еден од кластерите штипски кога тоа дојде до одреден начин до експанзија, дека резултат на тоа е оној нецивилизиран транспорт на луѓето до работните места. Без работни Јас мислам. Да, поверете. Да ви одговарам директно. Значи во самата уредба за почитување на мерките во производните компании така натаму беше опфатен и транспортот, каде беше кажано дека во транспортните возила не смее да има повеќе од 50% од регистрираниот број на седишта, тоест на лица кои може да се возат. Тука беше вклучена и полицијата која ги контролираше автобусите. И пак ќе кажам, има ретки случаи каде некои не го почитувале тоа, но тука е одговорноста и оние што треба да го контролираат тоа и да ги казнуваат тие што не почитуваат. Вака се доведуваме ситуација и оние што ги почитуваат мерките и оние што не ги почитуваат да ги ставаме во ист кош и да ги сите оцрнуваме. Ние сме биле ставени во ситуација кога навистина не знаеме што да правиме. Затварањето на 2 недели на конфекциите се покажа дека не значи дека следните 2 недели нема да се појави нов случај, бидејќи луѓето не се заразува само на работните места, се заразуваат и дома. Ги пренасаат сега и децата кои доаѓаат од градинки, од школа. Така да сега сме свесни дека вирусот е присутен секаде и сите на секаде треба да се грижиме колку што може да преносот на вирусот да се намали. Следите утрински брифинг и разговор преку Zoom со директорот на конфекцијата Мода Ангел Димитров и шеф на работодавачите. Сакам да ве прашам малку околу овој четврти сет кој од економски мерки кои владата ќе го пласира во обид да се спаси или да се одржи кондицијата на економијата во овие ненормални услови. Што според вас недостига? Јас и напишав и писмо и на господинот Битичи и на министерката Шарпанска уште пред да излезат со пишаниот текст на новиот закон за финанска поддршка на работодавачите. И самиот не сум сигурен дека постои идеален начин на поддршка, тоест идеални критериуми кои ќе бидат правични за сите. Владата се одлучи како и во претходната трети сет на мерки да критериум за оние кои ќе треба да добијат помош е падот на приходите. И тоа е окей да речеме, бидејќи тоа е нешто мерливо, управа за јавни приходи има податоци на крајот на краиштата на годината се даваат завршни сметки и ќе може да се контролира да не се прават некои злоупотреби. Но тоа не може да биде единствен критериум. Знаете, се случува да речеме да компаниите го задржуваат приходот као што се големите маркети, но има страшни дополнителни проблеми затоа што имаат голема отсутност на работниците, така да има недостиг на продавачки. Па тие мора да ги дополнително ангажираат прекувремено оние работнички кои идат на работа и кои не се заразени. И за тоа сигурно дека има дополнителни трошоци. Но одредени држави го... Чекайте, ве молам само. Да. Ми се чини дека одите во правец секој трошок да биде покрен од државата. Ако следам ова ваша логика, тоа значи овие инфектолози, вирусолози кои се сега на истурена линија не можат да издржат и ние мораме упорно по секоја цена
дополнително да инфузираме или работна сила или материјални стимуланси, што според мене е веројатно клучниот фактор за мобилизација на целокупниот лекарски кор во клиничкиот центар. Дали вие мислите дека македонската влада и уопште владата треба да биде до таа степен да ги нарушува веќе сите елементарни економски и пазарни услови со комплетна стимулација на предпоставените приходи, изгубената добивка и така натаму? Не, воопшто не мислам така и јас уште првото обраќање до работодавачите кога се појави кризата го заврши со зборовите дека немојте да очекувате дека владата може да ги покрие сите трошоци. Ние сме свесни за состојбите со буџетот, за големите задолжувања, за огромниот дефицит што се зголеми во буџетот и така натаму. Јас зборувам за тоа дали можеше да се изнадат критериуми кои ќе бидат поправични, бидејќи да речеме германската влада се определи за критериум изгубени работни часови. Сите работни часови кои работодавачот ги изгубил заради заразени работници, заради изолации, карантини, чување на деца, хронични болни, ги плаќаше работодавачот, а потом му се враќа од страна на државата. И тоа е некако поправично затоа што во овој случај кај нас државата ги субвенционира и оние кои идат на работа, не само оние што седат дома. Така да оние што ќе го исполнат критериумот 30% пад на приходите, а во овој случај четвртиот сет на мерки и поголеми субвенции, ќе добијат навистина добра субвенција, добра помош не само за оние што ги изгубиле работни места, туку и за оние кои идат на работа. Но се случува да речеме критериум 30%, ако некој има 27%, не може воопшто да конкурира и не може да добие никаква помош. Само гласно размислувам дали можеше да се комбинираат критериумите, инаку четвртиот сет на мерки е подобрен во однос на третиот сет на мерки. Ние го гледавме и на економско-социјален совет, има повеќе прагови, оние компании што се најпогодени имаат и 80% изгубени приходи ќе добијат повеќе, но пак ќе кажам, пак само гласно размислувам дали само приходот е доволен критериум да се утврди какви проблеми има. Има во овој момент една различност. Ќе ви кажам два податока, веројатно ги знаете. Државната помош во Македонија или државниот интервенционизам е во основа 3 пати поголем од тоа од финансиските интервенции што ги прават државите во еврозоната. Она што е прилично индикативно што тие одат во бунар, во компаниите, а не во една социјална стратификација и смирување на социјалните нееднаквости што се продолбочуваат и заштита на населението. Дали не ви се чини дека на тој план се доведовме во ситуација владата да истура, а при тоа да не знаеме каква е репродуктивната моќ или каков е револвингот на тие пари за економскиот просперитет. Честопати се зборува дека 1 милиарда се земени пари и потрошени во санирањето на оваа ковид економија, а се уште нема индикации каде се потрошени и на какво ниво тие можеа да ги ублажат или да ги подобрат перформансите на компаниите. Најпрвен да расчистиме, значи 1 милиарда сигурно не е дадена за поддршка на компаниите за исплата на плати. Не, тоа сигурно. Значи целиот четврти сет на мерки е околу 176 милиони евра. Милиардата е заради купните буџетски нови расходи, а тоа се здравствените проблеми, значи она што е во клиниките и така натаму. Дали можеше да има подобар начин како да се распределат овие средства? Вие ова што го кажавте, дали даваме многу, се поклопува со она што кажав јас. Значи, оној што ќе успее кај нас да конкурира и да земе мерка, тој може да биде задоволен. Но од друга страна има во самиот закон обврска, ако има добивка на крајот на годината, до 50% добивка да ги врати тие пари. Јас верувам дека има многу компании кои, бидејќи поддршката на вистина е голема, ќе имаат и добивка на крајот на годината, па ќе ги враќаат средствата што ги добиле по основна помош. Така да не може да кажеме дека колку директно пари ќе се дават од стопанството. Дали се злоупотребуваат тие средства? Мислам дека не може да се злоупотребува затоа што пак ќе кажам се враќаат ако оствариш добивка. Тие средства се приход на компанијата. Значи тие не се средства дадени као
некој грант и готово. Господине Димитров, компанија да ги каже као приход и ги зголемува добивките за оваа година по основна помошта. Господине Димитров, самиот факт, само еден момент ве молам. Самиот факт дека имаше информации при трансферот на парите од првиот пакет економски, не беа исплатени платите на работниците. Тоа не ви се чини дека е ефемерна злоупотреба и со државните финансии и со социјалниот аспект на кон своите вработени? За жал, тоа беше несреќен случај што се случи. Прво, законот тогаш уредбата не беше доволно прецизно дека работодавачот е должен да ги исплати тие. Во врските што ги има работодавачот никаде не стоеше да ги исплати до тој износ. Во четвртиот сет на мерки имаме точна уредба дека помошта не може да биде поголема од платите што ги исплатил работодавачот. Значи само по услов кога ги исплаќа платите и има дури кривична одговорност за оние што ќе го злоупотребат. Но јас ги гледав списоците на тие компании, верувате, тоа се мали компании до 10 вработени. Немаше ни една голема компанија која тоа направила. Можеш да ги анализирате и по региони и ќе видите каде тоа се случило. Така да мислам дека процентот на пари што се злоупотреби е многу мал, а некој, да ви кажам, искрено го тоа направија и свесно, затоа што не гледа друг излаз, има огромни проблеми во работењето, мора да напуштат работници и тие најверојатно ќе ги затворат компаниите. За тие што судбината е толку неизвестна што најверојатно ќе оди до ликвидација и стечај, ова ништо не значи дали ги злоупотребиле парите или не. Добро, благодарам Ангел Димитров. Завршувам разговор со вас во рамките на тема на утрински брифинг. Само уште едно прашање. Прочитав една фрапантна информација дека државата должи околу 300, односно државата должи околу 300 милиони на одредени фирми и дека дали при тоа вие проценувате дека може сега и покрај оваа сериозна финансиска инфузија да дојде до одреден степен на неликвидност? Па знаете, ова е многу добро прашање, но ова кога вие рекоте државата должи, треба се каже кои одржават. Да речеме сега и во вакви услови на COVID-19, ДДВ-то државата многу брзо го враќа и тоа е многу за поздравување. Но ако под држава се мисли сите јавни предпријатија кои се на општинско или републичко ниво за одржавање на патишта и така натаму, каде нашите градежници и со судски пресуди не може да си наплатат парите, бидејќи постои еден фамозен член кој никако да го смениме во законот за извршување, дека градоначалникот дава до судијата износ до кој му се неопходни средства да опстане општината и не може да се блокира сметката. Значи треба да бидеме многу попрецизни, сигурно дека има вакви случаи и тие треба да ги решиме, но ево ние реагираме и као Стопанска комора и као работодавачи на тој член од закон за извршување никако да се смени. Значи не може приватниот сектор да трпи на база на тоа што јавниот сектор нема да ги плаќа врските. Ангел Димитров, ви благодарам што бевте љубезен и прифативте разговор во утрински брифинг. Се надевам дека вие често доаѓате на Скопје. Следниот пат ќе се видиме во студиото, особено затоа што ако се следи логиката на Фатмир Бетиче, вице-премиерот за економски прашања, кој најавува дека четвртиот сет на економски мерки нема да биде доволен и дека 2001 владата ќе мора да смисли и да ангажира еден по-ефикасна палета на нови инфузии и финансиска и друга помош за македонското стопанство. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас. Поздрав.